Нема повеќе пристап до социјалните мрежи за оние под 18 години без дозвола на нивните родители. Тоа ќе биде новиот стандард во Јута, кога два нови закона подпишани од републиканскиот гувернер Спенсер Кокс стапуваат во сила во март 2024 година. Нашата администрација е многу загрижена за тоа како социјалните медиуми влијаат врз нашите деца. Стапката на депресија кај младите и други проблеми со менталното здравје се во пораст, а компаниите за социјалните медиуми знаат дека нивните производи се токсични. Други гувернери и законодавци во неколку сојузни држави исто така сакаат компаниите за социјалните медиуми да бидат повикани на одговорност за, како што тврдат, карактеристиките што предизвикуваат зависност. Сепак нема докази да се заклучи дека социјалните медиуми се единствената причина за проблеми со менталното здравје кај малолетниците, вели Мич Принстајн, директор на Американската психолошка асоцијација. Треба да разговараме за тоа кои се специфичните карактеристики вградени во платформите на социјални медиуми и која е специфичната содржина на која би можеле да бидат изложени децата, а што би можела да биде корисна или штетна. Компанијата Мета, која е собственик на Инстаграм, во изјава за Гласот на Америка, изјави дека покрај отстранувањето на содржината што промовира самоповредување, има алатки кои им помагаат на адолесцентите да имаат искуства соодветни на возраста. Snapchat постојано се оценува за да ја направи платформата побезбедна, изјави портпаролот за Гласот на Америка. Сепак училишните области во Сиетл и други сојузни држави поднесоа тужби обвинувајќи ги технолошките гиганти за криза со менталното здравје меѓу учениците. Социјалните медиуми почесто, отколку не, ги истакнуваат слабостите што веќе постојат, но тоа е алатка која има и позитивни аспекти, според истражувачот за дигитални медиуми Кейти Дейвис. Во однос на пристапот на тинеџерите до информации и онлайн поддршка за различните идентитети што тие ги истражуваат. Социјалните медиуми создаваат и образовни можности, вели истражувачката Линда Чарамарам, независен консултант во Мета. Таа ги охрабрува технолошките гиганти да соработуваат со научниците и да најдат ефективни начини за поддршка на благосостојбата на младите корисници на социјалните медиуми. Најдете интересни, иновативни начини да забележите дека некој има проблем. Линда исто така верува дека родителите и наставниците треба да бидат добро запознаени со придобивките и предизвиците на социјалните медиуми, за да можат да го идентификуваат несаканото однесување кај децата и да се обезбеди соодветно упатство.